Македонија и Грција треба да направат ревизија на договорот за максималната квота на нивото на водата во Дојранското езеро, вели градоначалникот на Дојран Анго Ангов, кому најголем проблем во пресред на новата туристичка сезона се поплавените плажи. Како општина се во интензивни преговори со Кукуш како да се стави во функција испуснатиот канал на грчка страна, но зелено светло мора да имаат од министерствата за надворешни на двете држави. Во меѓувреме, освен гостите, реагираат и граѓанските здруженија. Како најбитно и за нас, граѓаните, најитно е да се оспособи крајбрежниот дел, односно брегот на Дојранското езеро, да се користи за плажи. Немаме ние плажи. Тие плажи што беа, еве сега се под вода, а други немаме и сега граѓаните со деца, со фамилии, ќе седнат на кеот, се бањаат, влегуваат во езерото, нема амбиент ниту за шетачи, како што доликува, како туристи некој да прошета, ниту па за капачите една заштитена интимност. Од општината тврдат дека плажи за туристите и гостите во новата туристичка сезона ќе има. Се работи на оспособување на плажите Свети Никола, Калдерма и Николиш, а паралелно ќе се дотеруваат и плажите во Нов Дојран. Според општинските власти, на овој начин гостите ова лето ќе има каде да уживаат во водите на Дојранското езеро. Ова е плажата Свети Никола на влезот во Стар Дојран. Општинските власти најавуваат дека секоја локација која што ќе биде погодна, ќе биде адаптирана за плажи во пресред на новата туристичка сезона. Според последните мерења од ОХМР, нивото на водата во Дојранското езеро е 11 см над договорената квота. Дојран и Кукуш нивото ќе го регулираат со ставање во функција на испуснатиот канал од грчка страна, зашто се планира средства од програмата за прекогранична соработка со соседна Грција и за таа намена се планирани околу 400.000 евра.